Време е за гости во студиото. Добре дојде за министерката за труд и социјална политика Јована Тренчевска. Добро ве најдов и благодарам на поканата, Мишко. Многу настани изминатата недела, кои што беа во ваш домен, особено она што е актуелно е диалогот со работодавачите, Бизнис конфедерацијата со Сојузот на синдикати на Македонија, односно со работниците, од една страна, од друга страна случајот Емвола во Гостивар, па имате овде пензионери, имате еден куп работи кои што се во ваш домен, а ние да почнеме од оно што е актуелно и оно што се очекува денес. Премиерот Ковачевски порача дека покачувањето на минималната плата ќе биде исполнето. Има некаков епилог од прилика или ќе се види денеска во колку ви е средбата? Економскиот совет е во 15 часот со седницата на економскиот совет во влада, во 19 часот ние продолжението на седницата со социјалните партнери на економско-социјалниот совет. Имаме неколку предлози од социјалните партнери, од Сојуз на синдикатите, од Организација на работодавачите и од Бизнис конфедерацијата на Македонија. Ги разгледуваме предлозите, се прават проекции на истите, така да денес верувам дека со продолжението на социјалниот диалог ќе го донесеме најсоодветното решение кое што ќе биде прифатено од сите социјални партнери вклучени во социјалниот диалог. За нас како влада подобрувањето на економскиот статус на работниците е врвен приоритет и минималната плата ќе биде зголемена, меѓутоа секоја политика која што се носи а е во интерес на подобрувањето на работничките права е поврзана со трудот на работниците, со работните односи, мора да минува низ економско-социјалниот совет, низ еден диалог на социјалните партнери, за да дојдеме до решение кое што е во интерес и на работниците, и на работодавачите, и на владата како партнер. Оптимисти сте дека ќе има некаков позитивен договор, конкретно оно што го бара синдикатот? Оптимисти. Така најавува и премиерот Ковачевски, дека уште денеска може да има решение. Верувам дека денес на економско-социјалниот совет во 19 часот со образложение на предлогот од страна на владата предлогот ќе биде прифатен од сите социјални партнери и ќе го донесеме решението. Министер, ке мачни со овие преговори или? Не се мачни. Кога имате... Не, затоа што имате три страни, две завојувани, работници и работодавачи од една страна и Бизнис конфедерација и вие сте се овде која страна ќе одберете? Во диалогот треба да има трпение, треба да бидат сослушани сите страни, да ги видиме предлозите и врз основа на дискусиите на тие седници на економско-социјалниот совет да се донесе најдоброто решение. Не секогаш добиваме, меѓутоа и не секогаш губиме. Треба да сме флексибилни и во носењето на решенијата, меѓутоа и во предлозите. Да видиме и во крајен случај да видиме кој е најдобриот интерес на работникот, а да не биде во загуба и работодавачот. И кога имаме флексибилен, кога имаме конструктивен диалог на економскиот социјален совет, секогаш доаѓаме до решение кое што е најдобро за сите вклучени страни. Каде запна работата? Каде е запната работата? Синдикатот бара 18.000 и тој процент, се исправите, ако грешно, 58% од бруто или од 62%. 62% од просечната плата. Да. Тамо е заглавена работа или? Не, па не би рекла дека е заглавена работата. Значи имавме две седници минатата недела. Во меѓувреме добивме нови предлози. Најнапред го добивме предлог од Сојуз на синдикати. На втората седница го добивме предлогот од Организација на работодавачи и од Бизнис конфедерација на Македонија. Ние мора да правиме пресметка, да правиме симулации на сите три решенија и да го извлечеме најдоброто од трите предлози и да го донесеме на решение кое што ќе одговара на сите социјални партнери. А ќе се најдат сите социјални партнери? Може да се најдат, бидејќи поприлично жестоко може да се најдат. Што е предлогот на Бизнис конфедерацијата сега? Бидејќи гледавме субвенционирање
во делот на осогласувањето е 50% од просечната плата и трошоците на живот 50% и даваат предлог за субвенционирање на придонесите и платите од страна на влада. Синдикатот попушти или не на ова барање? Синдикатот си го застапува своето барање. Добро, нормално, правото Да. на работниците. На работниците. Со 18.000 денари минимална плата, што значи 62% од просечната плата. Меѓутоа, верувам дека денес на состанокот со образложение на предлагот од владата ќе дојдеме до прифатливо решение од сите три страни. Возможно е во овие услови, сега говорам дали е возможно во смисла на тоа дали имаме пари предвидено за ова. Бидејќи претпоставувам синдикатот бара одма да се реши ова. Апсолутно дека секое решение кое што ќе биде донесено ќе се базира на буџетот на Република Северна Македонија. Значи ќе има обезбедено пари за да биде одржливо решение. Бидејќи се преговори, претпоставувам негде мора да има сите да направат некаков компромис. Затоа прашав дали сте оптимисти и што може да се очекува. Денеска рековте во 15 има седница на економскиот совет, каде што ќе се разгледува ќе се разгледуваат предлозите сите и ќе се донесе еден предлог кој што ќе биде даден на седницата на економско-социјалниот совет на дискусија. Се надевам дека низ една конструктивна дискусија со образложение на предлогот ќе се дојде до онаа што е во интерес на сите. Од прилика го знаете, например, решението или ќе чекате на седница на економскиот совет, да не предизвикате бура од реакции уште пред да започне. Рековте дека сте оптимисти, јас кога говорам дали има пари во смисла на тоа што имате енергетска криза, имате ковид криза, имаме буџет таков каков што е и сега затоа прашувам како ќе оди цела оваа ситуација. Буџетот е во добра кондиција и секое предложено решение ќе биде подкрепено со финансии кои што ги има во буџет. Минимална плата 18.000 денари, рековме 60% удел од оно што е на просечна плата, ќе видиме како ќе биде предлогот на сојуз на синдикати. Предлог на сојуз на синдикати го говоревме, иако ако ги погледнете оние пресеци, проценки како е во другите земји, ова е многу што го бара синдикатот или? Реално барање. Согласно трошоците на живот и нивното барање согласно кошничката, потрошувачката кошница. Дури добивте подршка, не вие туку, дека не е време за зголемување на платата, дури Трајко Слаевски, па потоа ВМРО ДПМ не можеше да каже дека тоа е негов личен став и дека ги поддржуваат барањата на синдикатот. Комуницирате можеби со опозицијата на оваа тема? Па мислам дека ако се сеќавам, Трајко Слаевски беше против покачувањето на минималната плата и во претходниот период. Па потоа излезе ВМРО ДПМ и каже дека тоа е негов личен став. Добро, ќе видиме што ќе се случува. Да се задржиме на економско-социјалниот совет на партнерите во тој диалог. Сега имаме само барање на Бизнис конфедерацијата, имаме барање на Сојузот на синдикати и на Организација на работодавачи. Сето тоа треба да се најде во едно. Останатите синдикати го поддржуваат предлогот на Сојузот на синдикати, иако не се дел од економско-социјалниот совет, меѓутоа на седниците на економско-социјалниот совет се со цел транспарентност на самиот процес и поголема вклученост на социјалните партнери, ги повикуваме и останатите синдикати, како што и одделот на работодавачи, како што е Бизнис конфедерацијата на Македонија. Што е скалесто зголемување на останатите плати? Едно од барањата, минимална плата зголемување на 18.000 денари и скалесто зголемување на останатите плати. Скалестото зголемување се регулира преку колективните договори. Законот ја регулира минималната плата. Останатото, скалестото зголемување или зголемувањето, усогласувањето на коефициентот на сложеност со минималната плата е работа на колективен договор помеѓу работниците и работодавачите.
Добро, ќе видиме што ќе се случува, не знам и да ве притискам и да ве прашувам, бидејќи ќе чекате и сите ќе чекаат 15 часот и можеби е неуместно сега претходно, бидејќи не знаете ни што ќе се случува, можеби некој ќе оставиме, излезе, да. да не излезе некој со ново барање. Сега, тоа е околу минималната плата, просечната плата ќе стигне ли до 500 евра, како беше тоа едно? По сите од проекции, да, крајот на декември треба да надмине 500 евра. Добро. Министре, ќе да одиме на една друга тема. Тоа е во ваш домен се градинките. Така. Каква е ситуацијата со ковид состојбата? Во градинките имате ли информации што се случува? Во Република Северна Македонија постојат 77 јавни установи за деца со 324 објекти и според протоколот на активности во установите од претшколско образование со прогласувањето на пандемијата, состојбата ја следиме секојдневно и во моментот, според тој протокол, градинките можат да згрижат 32.910 деца. Како што реков, на дневна основа се следи состојбата со ковид во установите за претшколско образование и воспитание. Правиме извештаи на дневна основа и на неделна основа и последниот извештај од 28.1. до 4.2.2022 година, а во тој период имаме евидентирано 75 вработени позитивни на COVID-19 и 24 деца кои што се згрижени во установите, а во овој период активни на COVID-19 се 254 вработени и 47 деца. Ова е на ниво на Македонија, така? Ова е на ниво на Македонија, се следи секојдневно, се организира работата согласно бројот на стручен кадар и број на деца во групи, за да може да им излеземе во пресред на сите оние родители кои што имаат потреба од згрижување на децата во овие установи. Не е алармантна, си се почитува од страна на вработените протоколите во делот на бројот на деца во група, дезинфекција на просториите, носење на маски на вработените во установите, така да мислам дека состојбата ни е под контрола, не треба да не загрижува и дека се функционални градинките од отварањето од 9 септември, претходно беа затворени од 9 септември 2020 година до денес. Бројот на заразени не е многу голем и кај децата и кај стручниот кадар во градинките, така да сметам дека родителите не треба да се плашат. Добро, да се надеваме дека вака ќе остане состојбата. Која владина гарнитура да дојде, постојано едно од ветувањата, особено за локални избори, тоа е нови градинки, отварање нови градинки. Сега морам да прашам, бидејќи владеачката гарнитура е предводена од СДСМ, на локално ниво најголемиот дел од општините се од ВМРО ДПМН. Во таа насока, како ви оди комуникацијата на релација Министерство општина, односно единици на локална самоуправа или ако сакате општини каде што имате градоначалници кои што се од ВМРО ДПМН, една од констатациите или забелешките е дека се укинуваат, односно се намалуваат дел од блок дотациите кои што се многу значени на градинките. Комуникацијата ни оди со сите единици на локалната самоуправа, не ги делиме на наши и ваши, нема на ВМРО и на СДСМ или на ИДУ и алтернатива. Кога се работи за детска заштита и за социјална заштита, не треба да има никакви поделби. Секоја општина која што има спремено проекти за инфраструктура или за градење на нови градинки или воспоставување на услуги во делот на социјалната заштита, има еднаков третман. Добрите проекти секој се поддржани, меѓутоа проектите треба да ги исполнуваат одредени критериуми за да можат да влезат во капиталните инвестиции, во програмата за капитални инвестиции во рамки на Министерството за труд и социјална политика. Не би се сложила дека
Има намалување на блок дотациите. Добро, тоа се некои од дирекциите на дел од градоначалниците, бидејќи некои ко бурја апропо ковидот со вработување со кадри, па Видете, блок дотациите се трансферираат до единицата локалната самоуправа за поддржување на платите и материјалното работење на градинките и на установите за социјална заштита, кои што се во ингеренции на општините. Меѓутоа, со децентрализацијата, основач на детските градинки е општината. Не треба да чекаат на средства само од државата, туку треба и во сопствениот буџет да одвојуваат средства за унапредување на детската заштита и на услугите за социјална заштита на локално ниво. тоа е едната страна, да. И ако видиме и во програмите на градоначалниците, имаат безброј активности за унапредување на системот на детска заштита и унапредување на системот на социјална заштита на локално ниво. И не може да чекат само средства од државата, туку треба да си направат пресметки и да си одделат дел од буџетот на локалната самоуправа за да ги унапредиме, да го напредат работењето и на градинките и на да воспостават нови социјални услуги. Тоа е така, но понекогаш од они со кои што сум разговарал се случува пари кои што биле предвидени од државата, конкретно од министерството, да потоа ги повлече министерството. Не говорам за вас, бидејќи вие сте релативно нови во министерството, но е претходно повлечени одреден дел од блок дотации. Блок дотациите се пресметуваат врз основа на бројот на вработени и предвидување за нови вработени. Ако не се исполни бројот на предвидените нови вработувања, министерството може нема да ги трансферира парите до општината, не може да ги повлече. Така да неосновани се таквите реакции, затоа што си има формула за пресметување која што е воспоставена многу одамна, формула за пресметување на блок дотации, број на вработени, број на згрижени деца. Во моментот со тие бројки располага и податоци располага Министерството за труд и социјална политика. Така. И за секое ново вработување кој што им е предвидено, особено онаму каде што градиме нови градинки, каде што отвараме нови објекти или пак поддржуваме социјални услуги, блок дотациите се трансферираат според планираното. Градиме, како она што е важно да го напоменам овде пред јавноста е дека навистина од почетокот на мандатот на Социјалдемократскиот сојуз, на владата која што е предводена од Социјалдемократскиот сојуз во 2017 година, инвестираме доста во предшколското образование. Во 2022 година ќе отвориме 10 нови градинки, кои што се во завршна фаза, и од 2017 година до сега имаме отворено 61 нов објект за предшколско образование и зголемен опфат на деца за 3516 деца. Нашата цел е да го зголемиме до крајот на мандатот опфатот на деца во предшколско образование за 50%. На добар пат сме да го направиме тоа до 2024 година, да имаме зголемен опфат од 2017 до 2024 година за 50% повеќе деца во предучилишното образование. Отвараме, значи, 10 градинки кои што се во завршна фаза. Преку ИПА компонентата започнавме да градиме 2 нови градинки. Во Гостивар дополнително започна со градба уште една нова градинка и имаме во буџетот, согласно програмата за капитални инвестиции во детска заштита, одвоено 196 милиони денари за нови објекти за предшколско образование, кои што ќе бидат согласно проектите од локалните самоуправи, ќе се отпочнат изградба на дополнително нови градинки. Генерално на најголемиот дел ќе бидат во Скопје или? Не. Она што е важно да се спомене е дека започнавме да отвараме градинки во руралните средини. За нас, како Социјалдемократски сојуз, сите деца се еднакви. И треба да инвестираме во децата без разлика дали живеат во урбана или во рурална средина. Пристапот до предшколско образование треба да биде да им овозможиме пристап на сите деца
без разлика од каде доаѓаат, и токму затоа најголем дел од објектите кои што беа отварани беа во помали општини и во населени места од руралните општини во државата. Да сумирам, овој дел, состојбата со градинките кога е во прашање COVID-19 е стабилна, ако можеме така да кажем, и дека родителите не треба да стравуваат за да ги праќаат Така деца во градинки. Бидејќи не е проблем, обично велат дека децата полесно ги поминуваат, но стравот е потоа кога ќе се вратат дома, дали може да го пренесат. Но тоа е тема за некои други инстанции, како и да е поднослива, ако можеме така да кажеме, или стабилна е состојбата со градинките кога е во прашање COVID-19. Реформи 2019, докаде сме со социјалната заштита. Еден случај кој што беше минатата недела актуелен, конкретна недела, вие реагиравте експресно, тоа е случајот на Ембла. Очигледно е дека се уште имаме табу теми во Македонија, кога станува збор за деца со попреченост или таа инклузија. Се уште имаме проблем кога е во прашање ова наша држава да прифатиме дека сите сме заедно, дека сите сме едно. Што се случи со Ембла? Бевте, видов дека бевте, со министерот за образование, ако не се лажам, се видовте и со родителите, барем таква информација стигна. Што беше проблемот? По излегувањето на случајот во медиумите, како министерство кое што работи на инклузија на децата со попреченост, веднаш реагиравме заедно со министерот за образование. Се сретнавме во Центарот за социјални работи во Гостивар со родителите на Ембла и со директорот на училиштето каде што учи Ембла. И овој случај треба да ни покаже како не треба да се однесува заедницата кон децата со попреченост. Ембла е дете со попреченост, кое што со Даунов синдром. Со Даунов синдром, кое што се судри со предрасудите и стереотипите на заедницата кон децата со попреченост. Значи, за жал се уште имаме наши сограѓани кои што немаат толеранција, имаат одредени предрасуди и стереотипи кон децата со попреченост, и како влада промовираме едно општество за сите. Не само што го промовираме, туку нашите политики, имплементацијата на политиките се насочени кон тоа дека децата мораме да работиме на поголема инклузија и вклученост на децата со попреченост во општеството, затоа што на тој начин им даваме шанса на децата со попреченост да дадат свој придонес во општеството, да не бидат исклучени, да не бидат пасивни чинители во општеството, туку со вклученоста, со услугите кои што ги нуди државата, со услугите кои што треба да ги нуди и општината, да ги направиме активни чинители на лицата со попреченост, децата со попреченост во заедницата. За жал, Добро, што беше конкретно проблемот со Ембла? Што рекоа родителите? Родителите се начинот на кој што е третирана во процесот на образование. Како било третирано? Не може дете со попреченост да оди секоја недела во различен клас. На секоја недела Ембла била упатувана во различен клас за да може да биде вклучена во процесот на образование, да во одреден период заедно со образовниот асистент. Образовниот асистент е со Ембла во текот на цело време додека е таа во училиште и помага, додека е на часови, и заедно со образовниот асистент да биде ставена во сала за приредби. Дел од предметите да ги учи заедно, да ги слуша заедно со своите другарчиња, а дел од предметите сама со образовниот асистент, и тоа не е смислата на инклузијата на децата со попреченост. Значи, како добро сватив. Но по разговорот и со родителите, и со директорот на училиштето, го решивме проблемот, што ме радува. Ембла веќе е вклучена во процесот на образование од класот каде што си започнала. Таму ќе си го продолжи
образованието. Тимот на стручни лица од Центарот за социјални работи во Гостивар ќе се вклучи во поддршката на стручниот тим во училиштето и заедно да работат не со Ембла само, да работат со децата во училиштето, да работат со родителите на овие деца кои што ја посетуваат настава во ова училиште, за да се одстранат предрасудите, стереотипите, за да се прифати дека децата со попреченост треба да бидат дел од општеството, дел од класот, дел од училиштата, дел од нашата заедница. Да им дадеме можност на овие деца, навистина преку процесот на образование, да можат еден ден да бидат активни чинители во општеството. Да, и тие Таа толеранција мора да постои. Прифатеност на соучениците, на останатите ученици, на децата со попреченост мора да постои. И затоа стручниот тим мора да работи со децата, мора да работи со наставниците и да работи со родителите на останатите деца. И тие се деца кои што се активни, јас ја познавам Нина, например, која што Апсолутно. е исклучително активна, која што мислам дека и дипломираше, ако не се лажам, Така, на дипломираше. факултет и веќе работи и дека таа приказна ние мораме да поминеме преку тие предрасуди и да не ни бидат овие табу тема. Ако добро сватив, Емла една недела одела во еден клас, друга недела во втор клас. друга учителка, трет учител и на крај завршила сама во холот. Вие говорите Се за договориле да дел од предметите ги учи со своите соученици, А дел сама. дел сама со образовниот асистент, што е надвор од секаков процес на инклузија на децата со попреченост. И тоа е веќе минато. Тоа е минато. Подготвени ли се наставниците, образовниот кадар? Подготвен ли е директорот? Прво да дозволиш ти такво нешто. Сите додека се во училиште, ти да седиш надвор со образовниот асистент да учиш, тоа е тогаш дека имаме ние неподготвеност и на директор, имаме неподготвеност и на воспитен кадар во оваква ситуација. Безброј обуки се спроведени и во градинките, и во училиштата, токму за работа со деца со попреченост, прифаќање на децата со попреченост и во градинките, и во училиштата. И се надевам дека дел од знаењата и вештините кои што и наставниот кадар треба да ги стекне, им се стекнати. Треба само да го применат во пракса, ништо друго не треба да направат. Не треба да дискриминираат, затоа што на тој начин имаме нееднаков третман на децата со попреченост во процесот на образование. Имаме законска регулатива која што со која што се забранува нееднаквиот третман и дискриминацијата. Токму еден од основите е попреченост. Имаме безброј обуки и за ова законска регулатива. Кога се носат политиките, се спроведуваат обуки кон оние кои што треба да ги имплементираат политиките. Јас се надевам дека како друштво, како заедница, како општество ќе станеме малку по нормални луѓе и да почнеме да ги намалуваме оние предрасуди и работи кои што не се случуваат и се околу нас, да не изгледаат како некоја табу тема. Се видовте со родителите на Емпла. Тие претпоставувам исклучително се посветени на незиното и образование и Учителите се просветни работници. родителите. Родителите на Ембла се просветни работници. Таткото на Ембла е професор по музичко и музикотерапевт. Мајката на Ембла е оделенски наставник од прво до пето оделение. И тие својата љубов кон Ембла се чувствува. Нормално, нивно дете. Да, и не барат ништо друго, туку прифаќање и споделување на љубовта кон Ембла и од страна на соучениците и од страна на наставниот кадар. Кога го приметиле тие овој однос? Па во разговорот од започнувањето на второто полугодие. Не разговарале бидејќи се наставници? Имале професори? разговори во училиштето и со наставникот, меѓутоа мислеле дека ќе се решат проблемите, но кога виделе дека не се решаваат проблемите и дека сето тоа ствара дополнителна траума кај нивното дете,
решиле да излезат во јавност. А- Инаку да излегле порано во јавноста, сигурно и порано ќе се реагираше на ова. Да, се обидам да влезам во сршта, да видам каде е проблемот, кон кого ние треба практично да се насочиме кон едукација, околу тоа што значи Кон целата заедница, инклузија. И кон наставниците, и кон децата кои што се учениците на децата во училиштата, и кон родителите. Треба да бидеме насочени кон подигање на свеста на целата јавност. Како е завршен случајот со Ембла, ве прашувам ова, затоа што кога беше сето она во петокот, излезе една информација каде што многу се крена врева во јавноста дека случајот со Ембла бил решен со тоа што таа добила личен асистент, односно образовен асистент, и дека не могла да биде во училница, туку ќе била сама ќе работела. Меѓутоа, веројатно се работи за шпекулација и се работи за можеби некое неумесно новинарско известување, каде што можеби редејќи хронологијата на настани, некој сватил дека тоа што го поминала Ембла, што била во холот или во таа сала за приредби сама, дека така ќе биде со Ембла и понатаму. Како завршува оваа приказна со Ембла? Дали е Ембла со своите соврсници, дали е вратена во училиште, со образовен асистент? Што прави тој образовен асистент со нејзин? Образовниот асистент е поодамна со Ембла. Постојано е. Не е со излегувањето на случајот во јавноста да и се додели образовен асистент. Образовниот асистент бил цело време во училиштето заедно со Ембла. Додека Ембла е на часови и образовниот асистент е со неа. Образовниот асистент и помага на Ембла за полесно совладување на материјата. Но она што се учи на час. Кој е епилогот со Ембла сега? Позитивен е епилогот со Ембла. Ембла е вратена во класот кај што започнала прво полугодие да учи. Нема да има преместување од еден во друг клас и во тој клас ќе си ги следи сите часови. Тука ќе биде и образовниот асистент, а воедно ќе се работи и со стручниот тим. Добро. Ја споменавме социјалната реформа, односно реформата социјална заштита 2019, до каде сме, кога станува збор за социјална необезбеденост во услови на COVID, социјална сигурност на стари лица. Фокусот на владата и во програмата 2022-2024 година, во делот на социјална заштита, фокусот ни е на намалување на сиромаштијата, борба против сиромаштијата и обезбедување на социјална сигурност на граѓаните во државата. Социјалните наместоци кои се дел од системот на социјална заштита, тоа се паричните права и услуги, се евидентно износот на овие социјални надоместоци со реформата се евидентно зголемени. Приматели на гарантирана минимална помош, која што е право воведено со реформата од 2019 година, порано беше ја замени всушност социјалната помош која што беше пред реформите во 2019 година, ја примат околу 35.500 домаќинства материјално необезбедени. Она што е најважно во услови на COVID пандемија е што системот на социјална заштита во државата има моќ да ги апсорбира сите материјално необезбедени домаќинства и веднаш преку еден олеснет пристап да ги вклучи во системот на гарантирана минимална помош. Да бидат одреден период додека да излезат од таа ранливост во која што се нашле, да примат одредена помош од државата, за да можат основните екзистенцијални потреби на домаќинството да бидат задоволени. Покрај гарантираната минимална помош, 47.000 деца примаат детски додаток. Исто како дел од реформата, и 30.000 ученици и студенти примаат образовен додаток. Целта на реформата во 2019 година, која што морам да истакнам дека до ден денес дава одлични резултати во делот на згрижување на материјално необезбедените лица и на лицата кои што се наоѓаат во некаков социјален ризик. Покрај целта на намалување на сиромаштијата има и
другата важната цел е реинтеграција на ранливата категорија на граѓани во општеството, што е многу важен сегмент. Не треба да ги држаме само во гарантирана минимална помош, туку да можеме овие лица согласно нивните вештини да ги вклучиме на пазарот на трудот, тоа е активацијата, која што е дел од реформата, да ги вклучиме на пазарот на трудот и полека да излеват од системот на гарантирана минимална помош. Значи, од таа ранливост. И затоа целта во наредниот период ќе ни биде забрзување на активацијата, која што е поврзан систем помеѓу центрите за социјална работа и центрите за вработување, агенциите за вработување, за да можат врз основа на индивидуалните планови кои што ги работат социјалните работници со домаќинствата, да највработливото лице од домаќинството биде вклучено на пазарот на трудот, што го прави Агенцијата за вработување. Да се најде согласно вештините со кои што и потребите на лицето, дали да се вклучи во обука за стекнување на дополнителни вештини или доколку има одредени вештини да се вклучи да се вработи. И тоа е целта на целата реформа. Не е да ги чуваме само во со правата, со гарантирана минимална помош, со доместокот кој го добива, туку полека да ги вадиме од таа ранливост со тоа што ќе ги вработуваме и сами ќе си обезбедуваат екзистенција за домаќинството. Кога зборуваме за социјалната реформа, не треба да го забравиме и правото на Законот за социјална сигурност на стари лица. Правото на социјална пензија, популарно познато кај народот, за лица кои што се над 65 години и по никој основ не можат да обезбедат пензија, добиваат надоместок на социјална пензија. Колкава бројка е тоа на пензионери? Тоа се 9500 лица над 65 годишна возраст, кои што добиваат 6000 денари месечен надоместок и плюс 1000 денари за грејење за енергенси кои што им се потребни за домаќинството. За плаќање на сметки, за електрична струја, за купување на дрва, зависно на кој начин го обезбедуваат грејењето. 7000 денари, така изнесува таа 7000 денари месечно. Понатаму, кога зборуваме за лицата со попреченост, мораме да го споменеме воведувањето на траен надоместок за еден од родителите кој што своето дете со попреченост не го дал во институција, после одреден период, значи до 26 годишна возраст, на лицето не го дал во институција, родителот се стекнува со траен надоместок од 8000 денари. Надоместокот за скратено работно време на родител на дете или лице со попреченост е зголемен со реформата од 2019 година на 13550 денари. Да направиме една паралела, овој надоместок до 2017 година беше 4500 денари. Значи, значително е зголемен. Личната асистенција на лицата со попреченост, која што е различна од образовната асистенција. Од ова што го зборувавме во случајот со Ембла, тоа е лична асистенција на лица со попреченост. Во 2021 година го проширивме, ја зголемивме границата, односно беше до 2021 правото на лична асистенција имаат лицата со попреченост од 18 до 64 годишна возраст. Со измените од 2021 година ја намаливме всушност границата на 6 годишна возраст. Во моментот 200 деца ја примаат и го примаат ова услуга, ја имаат услугата за лична асистенција. Личните асистенти работат со овие лица со попреченост од 40 часа, се извинувам, 80 часа месечно. Им помагаат за полесно приспособување во секојдневниот живот. Тоа значи по колку часа поминуваат во денот тие лични асистенти? Тоа зависи од потребата на самото лице со попреченост. Значи до 80 часа
месечно можат да бараат услуга од лицето кое што имаат лиценца. Овие негователи или лични асистенти се лиценцирани, поминуваат обука за да знаат како на кој начин може да им помогнат на лицата со попреченост. Одмена на семејна грижа ни е услуга која што е дел од реформите и ја воведуваме. Се надевам дека многу брзо ќе биде отворен центарот во Демиркапија. Тоа е депандансот кој што е целосно реновиран и прилагоден за на најдобар начин да ја дава таа услуга, одмена на семејна грижа. Тоа значи дека семејствата кои што имаат лице во попреченост, без разлика на возраста на лицето со попреченост, во една тековна година може да го остават во центарот лицето на 15 дена, каде ќе се работи дополнително со лицето, а од друга страна семејството ќе може да се одмори барем 15 дена од грижата. Тоа е одмена на грижа. Односно, да може семејството да се одмори, ако има не знам, некакви други планови за тие 15 дена, да може да биде згрижено лицето во центарот, меѓутоа не само згрижување, туку и работа овие 15 дена со стручен тим во таквите центри за... А што ќе прави тоа лице во 15 дена? Со стручен тим ќе работи, ќе одмара, ќе работи, значи нема да биде оставен само да седи таму без да му се дадат психосоцијална подршка, па да се работи на некакви вештини, стекнување некакви социјални вештини со овие лица. А Демиркапија има услови за такво нешто? Депандансот е речиси, мислам е готов. Очекуваме некаде март-април да биде отворен за да можеме да ја понудиме и таа услуга на граѓаните. А во овој контекст, кога говорите ова со Демиркапија, претпоставувам ова се врзува и со малите групни домови, ако не се лажам, бидејќи полека но сигурно се бега од центрите и нели оние мали групни домови стануваат актуелни. Се бега од институциите. Малите групни домови е посебна услуга. Тоа е живење со подршка. И започнавме најнапред со преселба на децата до 18 годишна возраст од тие гломазни институции, како што е Демиркапија. Повеќе немаме деца во институции, децата ни се сите во такви мали групни домови, каде што има 24 часа подршка од стручен тим и каде што живеат од 5 до 7, најмногу до 7 деца во еден дом. Започнате процесот и на преселба на возрастни лица, значи над 18 години, кои што се сместени во институциите. Верувам дека до 2024-2025 година ќе нема ниту едно лице со попреченост, со пречки во развојот, сместен во ваква институција. Во Демиркапија и уште неколку институции во државата, и она што е многу важно, ќе го промовираме во среда, отвараме за прв пат мал групен дом во Велес, за неколку дена и во Демиркапија, каде што за прв пат ни се јавуваат приватни даватели на услуги. Значи, граѓански организации, приватни фирми можат да бидат даватели на услугата за живење со подршка, секако со исполнување на сите оние стандарди кои што се предвидени во правилниците и во Законот за социјална заштита. Со тоа ја шириме услугата и кон приватниот сектор. Еден детал, да не заборавам, недела неработен ден ги дава ефекти, како ви се гледа? Да, ги дава ефектите. Според податоците од Државниот инспекторат за труд, значи мал е бројот на оние работодавачи кои што го прекршуваат законот, односно ништо не работи, освен два мола, друго ништо не работи. Да, има 5
инспекцијски мерки за затварање на објекти кои што работат спротивно на законот, значи не се во исклучоците. Трпи бизнисот од ова? Оние што имаат маркети или и продавници нормално, бидејќи ние бевме научени во недела се да си работи. Не би требало да трпи, не би требало да трпи бизнисот, затоа што од понеделник до сабота маркетите се отворени. Јас би рекла каков е ефектот врз работниците. А задоволството е огромно кој работниците и сите наши анкети што ги правиме, ваквото решение на вистина придонесува кон одмор на работникот, да се знае дека недела е ден кој што ќе го посветиме на фамилијата, на пријателите. Ќе си го планираме денот за одмор заедно со семејството или со пријателите и дека сите истражувања покажуваат дека среќен работник, одморен работник е попродуктивен работник. Затоа се вика и недела, не делам. Не делај. Токму така. Така да мислам дека ги дава ефектите, да оставиме време праксата да покаже дали навистина решението кое што како креатори на политиката сме го понудиле, ќе ги дава ефектите, дали целта ќе биде исполнета, меѓутоа тоа по едно известен период од имплементацијата на законот, па после тоа може да зборуваме за ефектите и на продуктивноста, и на задоволството на работниците. Времето гледам дека по полека, но сигурно си гази да одиме на една тема која што имаме голем дел од публиката која што не гледа сега, станува збор за пензионерите. Едно време пензионерите беа како да кажам привилегирани, можеби пре строг збор, меѓутоа добиваа многу, добиваа да одат на скијање, на бањи, на не знам на што, покачување на пензии. Што правите за пензионерите сега? Има ли зголемување на пензиите? Бидејќи сега кога ќе го спомените она порамнување и некако нашите пензионери не се научени. Тие сакаат стрикно да им кажете ќе добиете зголемување на пензијата за 500, за 600, за 700 денари, затоа што ова порамнување ги збунува многу, иако знаеме што е порамнување, тоа е апропосит животен стандард, плата, трошоци и така натаму. Колку посветувате внимание и ова е во ваш ресор, бидејќи труд и социјала е исклучително голем ресор кој што опфаќа буквално се. Со оглед дека сум долги години во Министерството за труд и социјални политики, и тоа што го рековте едно време добивале многу, не. Едно време беа популистички мерки кои што мал дел од пензионерите ги користеа. И беа насочени кон мерки кои што или услуги кои што се неефикасни за пензионерите, кои што им се непотребни. За нас како влада подобрувањето на квалитетот на живот на пензионерите е врвен приоритет. Работиме на политики и мерки кои што навистина ќе го унапредат и ќе го подобрат квалитетот на живот на пензионерите. И затоа велиме дека и во законот за и во програмата 2022-2024 година се вели дека растот на пензиите раст на пензиите мора да има. Она што е што го направивме 2018 година е го вративме правото на усогласување на пензиите. Тоа право, да се подсетиме, беше укинато од страна на ВМРО ДПМН и беше извадено како решение од Законот за пензиско и инвалидско осигурување. Сега работиме целта ни е во првиот квартал од годината да отвориме експертската дебата за промена на системот на усогласување на пензиите. Да направиме систем кој што ќе одговара на сите пензионери. Меѓутоа, тоа не може ние сами да го направиме ако не ја слушнеме експертската јавност. И затоа рековме, многу набргу ќе отвориме дебата со експертите, со Сдруженијето на пензионери, да видиме какви се нивните предлози во однос на промената на системот на усогласување на пензиите, а од 1.1.2022 година пензионерите ја добија, со оглед на тоа дека од 26 јануари започна исплатата на јануарската пензија, добија пензија која што е зголемена за 2,9%, односно
просечната пензија е зголемена за околу 500 денари и од 15.876 денари, сега во моментот просечната пензија е 16.336 денари. Колку треба да дојде до 2024-та овој раст на пензијата? Значи, секој на 2 пати годишно се усогласува пензијата согласно трошоците на живот, иако сега е 2,9 зголемена пензијата. Имаме следно усогласување на 1.7.2022 на 1 јули со исплатата на пензиите, на јунските пензии, зависно од каква ќе е стапката, индексот на порастот на трошоците на живот, толкаво ќе биде изголемувањето. Ако имаме во вид дека се е покачено, претпоставам дека и пензијата треба да расте. Дефинитивно. И она што го работиме на проекции да видиме како дополнително да имаме покачување на пензиите, за да можеме дополнително да го подобриме квалитетот на живот на Колку пензионери има пензионерите. во Македонија? Имаме бројка толика? 328.000, околу 329.000 пензионери. 329.000. Да, најголем дел се во таа просечната, во групата со просечни пензии. Мал дел се во групата со минималната пензија од околу 11.000 денари и многу мал дел се во тие највисоки од прак на пензија. 329.000, најголем дел од нив веројатно ранати цели семејства, но тоа е состава кој што е веќе 30 години во нашава држава, бидејќи споменав дека сте гломазно министерство, ви имате голем буџет, така? Бидејќи многу Да, пари 50,6 милиарди денари е вкупниот буџет за 2022. Колку е во еврото? Втора пресмета, сјадне во евра. 50,6 милиарди денари. Како оди распределбата, например, од овие 50,6 милиарди, колку би одат за Буџетот социјални целосно трансфери? ги адресира заложбите и приоритетите на министерството. Значи, ги вклучува, ги адресира потребите на граѓаните, од секако со посебен акцент на ранливите категории на граѓани. Преку буџетот обезбедуваме исплата на социјални надоместоци, на пензиите, исплата на правата од социјална заштита, исплата на правата од детска заштита и секако од буџетот придонесуваме кон мерките со кои што ја намалуваме, го зголемуваме вработувањето во државата преку активните мерки и политики за вработување. Капиталните инвестиции во буџетот за 2022 се зголемени за околу 100%. Споменав дека во делот на детска заштита, програмата за капитални инвестиции ние поддржана со 196 милиони денари за функционирањето на градинките и на на старските домови кои што се под надлежност на општините. Имаме блок дотации од околу 2 милиарди и 85 милиони денари. За социјални надоместоци имаме буџет од вклучително и социјалните услуги, буџет од 11 милиарди денари и од буџетот на МТСП се трансферира 400 милиони денари за активни политики за вработување, со кои што целта ни е да ги да ја намалуваме невработеноста, односно да ја зголемуваме вработеноста кај Значи, вас најголем дел од буџетот ви оди за трансфери. Социјалните трансфери. Права и услуги, права и услуги, како и блок дотации, за да можат градинките и старските домови да функционираат и секако дел од буџетот оди во се трансферира, како што реков, до Агенција за вработување, за активните мерки и политики за вработување. Само кратко, стабилен е пензијскиот систем? Да, стабилен е пензијскиот систем, имаме ефикасен и стабилен пензијски систем. Во 2021 година за 6,3% е зголемен приходот на фондот, приливот на пари од наплата на придонеси. Ако знаеме дека главен извор на финансирање на фондот е токму приходите од приливот од придонесите, овие зголемувањето за 6,3 во однос на претходната година е навистина
укажува дека имаме стабилен систем, пензиски систем, кој што се полни од придонеси и она што е најважно, трансферот од централниот буџет кон фондот секоја година се намалува, оваа година се намалува за 2,2%, што укажува дека системот ни е стабилен. Колку помалку пари се трансферираат од централниот буџет кон фондот, фондот сам да си генерира приходи, укажува дека имаме еден стабилен и ефикасен пензиски систем. Ако за 6,3% е зголемен во фондот, имаме зголемување во фондот за пензиско, тоа значи дека пораснал бројот на луѓе кои што плаќаат придонеси или се отвориле повеќе фирми. Нови работни места. Нови работни места. Дефинитивно. Добро. Дека се плаќаат придонесите и се отвараат нови работни места и на тој начин се полни. Ова ви правам увертира, бидејќи ве задржав и повеќе од предвиденото, знам дека имате обврски, особено денес исклучително напорен ден, завршуваме со невработеноста, како е, што се брише, колкава е невработеноста во моментот во Македонија, тоа е достапен податок веројатно на статистика. Да, може на Државен завод за статистика да се види дека е 15,7%, тоа е најниско ниво досега. Колку е интенцијата до кај да стигнете? Да се намалува, интенцијата е до 15%. Не 10%, се извинувам, 2024 година да стасаме до 10%. Во новата програма 2022-2024 е до крајот на мандатот да стасаме до 10% невработеност. Согласно податоците на Агенцијата за вработување на 31.12.2021 година, евидентирани се 130.982 невработени лица кои што се активни баратели на работа и 54.638 лица кои што се пасивни баратели на работа. Меѓутоа, за да го целта на владата е да ја намалиме, значи, невработеноста кај граѓаните и токму затоа се креират и оперативниот план за вработување. Она што сакам да го истакнам е дека реализацијата на оперативниот план за вработување 2021 година има одлична реализација од 94,6% на сите мерки и програми кои што беа вклучени во оваа. Кои мерки ви се најатрактивни? Најатрактивни мерки ни се самовработување, која што покажува одлични резултати. Тука имаме 100% реализација. И се во оваа мерка 1877 лица ја искористиле, значи отвориле собствен бизнис во текот на 2021 година. Мерката за обука за IT вештини е исто така мерка која што е 100% искористена. 400 лица имаат поминато, се обучени за развој на сопствените дигитални вештини и лица кои што 100% реализација имаме исто така и кај мерката обука за возачи за С и Д категорија. Значи шоферите стануваат актуелни. Па како професија која што е барана на пазарот на трудот, овозможуваме преку оваа мерка да дојдат до возачка дозвола за С и Д категорија, за да можат многу полесно да најдат работа и да останат овде во државата. Исто и со обуката за развој на дигитални вештини, најчесто е користена оваа мерка од страна на млади лица, кои што со сето она што е потреба на пазарот на труд во однос на произлегува од IT секторот, да можат да се стекнат со вештини, за да можат да бидат лесно вработливи, и тоа за плати кои што се многу над просечната плата. Понатаму во делот на младите, сакам да истакнам дека имаме доста мерки кои што се атрактивни за младите. Тоа е младинскиот додаток од 3000 денари за млади лица до 23 години кои што се вработуваат во производствената дејност, добиваат секој месец додаток од 3000 денари од Агенцијата за вработување. Понатаму мерка и оваа мерка ја имате искористено во 2021 година 3787 лица, што е 51% повеќе од планираното, затоа што има голем интерес кај младите лица до 23 години за оваа мерка. Понатаму практиканството е исто така мерка која што има одлична реализација од 91% и гаранцијата за млади како мерка која што
ја спроведува државата како единствена држава надвор од европските држави. Веќе 4 години ја спроведуваме гаранцијата за млади. Фокусни се млади невработени лица до 29 години и во оваа мерка се вклучени, во минатата година беа вклучени 19.298 млади лица, дел од нив за стекнување на нови вештини, подобрување на вештините, дел за вработување, а многу е важно што од тие од вкупниот број на млади лица, дури 19.298 кои што се вклучени во мерката, дури 74,8 се млади девојки до 29 години. И исто така, она што сакам да го кажам во делот на она што е план за 2022 година, е новиот оперативен план е за 200 милиони денари буџет поголем за разлика од минатиот. Минатиот во 2021 година беа реализирани околу 1 милиарда и 500 милиони денари, а буџетот за оперативниот план за 2022 е 1,73 милиони денари. 1 милиарда, значи 1,73 милиони денари или околу 28 милиони евра за мерки кои што ќе ја зголемат вработеноста во државата, односно ќе ја намалат невработеност. Благодарам што бевте гостинка во студио 10. Аз ви Мислам дека благодарам опативе на еден поканата. поширок аспект и посакам многу успех денеска во преговорите со синдикатите и со работодавачите и со Бизнис конфедерацијата. Бидејќи сте сите оптимисти, да видиме што тоа ќе се договорите. Колку 15 часот беше така? Средбата 19. Не, средбата на економскиот совет на владата, па во 19 часот ни е економско-социјалниот совет. Благодарам што бевте уште еднаш гостинка во студио 10. Јована Тренчевска, министерка за труд и социјална политика, гостинка во студио 10.